Од синоќа активно се чисти главниот град. Поголем број вработени во јавните предпријатија и механизација ги средуваат критичните точки во градот. Како дел од ветувањето на новиот градоначалник Орце Ѓоргиевски, дека Скопје ќе блесне за 72 часа. Каква е моменталната состојба во метрополата и како тече акцијата, дознаваме во живо од Дејан Трајковски. Дејан, ти си на кеот на Вардар, па да чуеме и да видиме каква е моменталната состојба таму и генерално како е во градот Еве на првиот од 3 дена кампањско чистење. Така, Борче, што се однесува до генералната слика низ градот, може да се каже дека се забележува дека веќе Скопје се чисти полека, состојбата се нормализира. Тоа е најмногу забележливо секако на оние главни улици кои што изминатиот период беа во вистински хаос, а сега полека таа состојба се санира. Што се однесува до споредните улички, се уште има некои микролокации на кои има отпад, но сепак не се изминати ниту цели 24 часа од почетокот на акцијата, па по оние 72 часа кои што беа најавени, ќе видиме каков ќе биде резултатот. Што се однесува, го спомена кеот, може да се каже дека и тука е коритото чистено со механизација. Оние шишиња кои што се собираа под галиите веќе не се тука, и тука покрај самото корито на ѓубре кое што беше натрупано изминатиот период е тргнато. Како што кажа по план нево новиот градоначалник Ѓоргиевски, вели дека екипите неуморно работат на терен и дека скопјани наскоро може да го очекуваат главниот град во едно подруго светло, па предлагам тука да ја слушнеме неговата изјава. Јас можам да кажам дека на многу места е подобра состојбата, бидејќи јас лично присуствувам при вршење на овие активности на комуналната хигиена, но и на сите оние кои што се приклучени во процесот. Де факто има населби и населени места каде што со месеци не беше собиран отпадот. Има домаќинства кои што имаат таложено поголем отпад од она што е нормално собирање. Нас ни треба трето празнење да направиме за да дојдеме до нормална состојба. Еве во Драчево, например, и во Долно Лисиче веќе има 2 празнења. И пак имаме преполни канти. Така, контейнерите се чистат и во моментов, а според најавата и до подоцна во ноќите истото ќе се прави. Што се однесува и до Вардариште, денеска имаше таму механизација, она што беше најавувано во кампањата, веќе отпочна таму да се санира, да се собира сметот. Станува секако збор за една голема површина, но веќе имаше таму денеска механизација. Отпочна особено актуелно беше Вардариште во изминатиот период по оние пожари таму и палења кои што се случуваа, па тоа доведи до протести на граѓаните, особено кои што живеат во околината на Вардариште, но сепак ќе оставиме времето да покаже и да видиме како ќе изгледа Скопје по оваа акција која што се одвива во моментов. Борче? Така, Дејан, ти благодарам. Дејан Трајковски беше тоа во живо од центарот на Скопје за акцијата 72 часа чисто Скопје.